Добре дојдовте во За или против. Јас сум Љупчо Светановски, имам чест вечерва мој гостин да биде Стефан Андоновски, министер за дигитална трансформација. Добре дојде. Добро Недов, благодарам за поканата и поздрав до нашите гледачи денеска. Министре, една актуелна тема која што се уште се одвива на терен, што се вика, зборуваме за ваучерите, за студентите, до каде е работата, имаше добар старт, од толку и толку илјади, скоро половина веќе беа искористени, како оди работата? Ова е, можам да кажам, еден од најважните проекти кои што се однесува на надминување на дигиталниот јас. Често се зборува за тоа колку дел од општеството напредува во дигитализацијата, а другиот дел заостанува, затоа што некои лица немаат пристап до електронски уреди. И оваа идеја на претседателот Мицкоски ја реализиравме владата, генералниот секретаријат со порталот услуги Gov.mk, кој што е, да речеме, го менаџираме ние како министерство и е доста успешен, затоа што целта е да постигнеме да 55.000 студенти на додипломски студии добијат ваучер за добивање на електронски уред. Според податоците од денешниот ден, нешто помалку од 40.000 апликации се веќе успешни, 40.000 студенти го добиле својот електронски ваучер и сега можат да го искористат во продавниците. Навистина еден предизвикувачки процес. Можам да кажам дека во првиот ден на аплицирање ние имавме отприлика околу 15.000 апликации само тој ден, што споредено со 2023 година го надминува бројот на годишни апликации на порталот. Значи, порталот во даден момент немал толку голем број на апликации, што искрено го покажува интересот на граѓаните, на студентите, мотивацијата да аплицираат, вербата во институциите дека ќе добијат. И јас сум свесен, во почетокот имавме и мал застој на порталот, затоа што малкумина луѓе знаат дека тој портал практично влече информации од сите системи во државата. Во тој даден момент тој влечеше податоци за возраста на студентите, дали исполнуваат услов да се до 29 години, потоа дали се редовни или вонредни студенти на државните или приватните факултети, што се различни системи од различни институции, ги повлече податоците и го дава финално ваучерот. Така што задоволни сме многу од одзивот, од одекот, голем број на студенти се уште аплицираат. Нашите центри за услуги се преполни, постојано има интерес за подигнување на нивото на профилот, за правење на профил на порталот услуги Gov.mk. Тука искрено да бидам, малку им замерувам на студентите, затоа што ние повеќе од 6 месеци ја најавуваме мерката дека ќе се случи и повикувавме да креираат свој профил, да го надградат нивото на својот профил. Тоа не го правеа, за жал, изминатиот период или во текот на летото и пред тоа и покрај апелите, но сепак, со голема успешност привршуваме со нашите активности. Рокот е 20 декември 2025 година за поднесување на ваучерите. Сум убеден дека, имајќи предвид оваа динамика, ние до првата недела од декември ќе бидеме готови со проектот, а потоа останува реализацијата на ваучерите, која што ќе трае до 1 јануари 2026 година и очекувам дека сите што земале веќе ваучер ќе можат да го реализираат. Многу успешна мерка и се надам овој пристап е вистинскиот пристап, да им понудите на луѓето можност да се обезбедат за себе, за своето семејство или за себе лично електронски уред за учење, за работа, а потоа да овозможите и бизнисот да се развива, затоа што тие можат да ги користат тие ваучери насекаде во државата, кај секој економски оператор кој што аплицираше претходно, а тоа се 15 практично најпознатите провајдери, така што има можности за раздвижување на економијата. Не спроведовме ние набавка, не го корумпиравме системот да ние избираме каков вид на електронски уреди сакаат да користат, туку го оставивме тоа да биде на корист на студентите. Бројката од над 40.000 зборува за околу 80 на 144.000 било точно 80%, значи се одвива со добро темпо, имајќи предвид дека само една недела, само една недела. Има уште многу толку време, но сепак како и секогаш во македонското општество се наоѓаат оние сирџиите, оние барателите на влакно во јајцето, па имавте и баги критики, повеќе и сеир се фаќаше со некои што беа тотално апсолутно неаргументирани, но имаше критики, сте давале на луѓе кои што не треба сите тие работи. Да, имаше критики. Видете, ниедна мерка не може да биде совршена или да им се допадне на сите. Јас сум свесен дека сумата од 15.000 денари и 300 за некого може би е мала. Некој може би смета дека треба да добие 2.000 евра субвенција од државата, па да купат машина од 4.000 евра. Постојат и такви електронски уреди кои што најмногу се користат за игри.
постојат и значи различни побарувања од граѓаните. Дел од нив на пример беа и легитимни зошто во едно семејство ако имаме двајца студенти да не може да ги спојат ваучерите па да купат еден уред. Навистина дел од нив беа легитимни, ги разгледувавме, но законот е така донесен да во прва фаза помогнеме на тие кои што навистина оваа помош им е најзначајна, а ова ни отвара патека и за следната фаза. Имаше жалби се забележав од постдипломските студентите на постдипломски студии, отприлика околу 2000 кандидати, но законот е многу јасен дека дозволува само на додипломците, што не значи дека во некоја идна фаза, некогаш понатаму би размислували и за тоа, се обидува некои да го изиграат системот, да аплицираат, иако не им следуваат ваучери, па потоа се жалеа зашто не им биле тие валидни. Но тоа беа надминати ситуации, а знаете како сеир или забелешки, замерки ќе има, ние сме тука да ги разграничиме оние кои што се добронамерни, кои што може да се применат и оние кои што се навистина направени како оние на опозицијата на пример, кои што критикуваат само за да критикуваат. Да имаше ваква мерка изминатите 10 години во владењето на СДСМ, ние немаше можеби ни потреба да предвидуваме вакви мерки. Овие средства од над 12 милиони евра за граѓаните ќе ги предвидовме за некоја друга мерка, за некоја понапредна, подобра и поквалитетна мерка, но последен пат што јас се сеќавам дека оваа мерка била спроведена било 2006 година. Што значи 19 години не се спровела оваа мерка. Многу генерации. Еве, дојде генерација од ВМРО ДПМН повторно како што таа била во 2006 година, ја спроведе мерката за некоја нова генерација на студенти кои што имаат таа можност. Жал ми е што тоа не се размислувало порано. ВМРО ДПМН имаше мерка компјутер за секое дете во училиштата. Тогаш се воспостави интернет со тие брзини во тоа време во секој училиште во државата. Зошто не се спроведе оптика изминативе 7-8 години во супер брз интернет во секој училиште во државата? Туку се критикува мерка за мерка и тоа е во ред. Затоа опозицијата ги има резултатите кои што ги има, а владата има поддршката која што има. Не сваќате дека е контрапродуктивно да критикувате нешто што е видете, дефинитивно јас се надевав барем за вакви мерки. Да. Но истата надеж изгубив искрено и со реформската агенда во јуни месец. Се надевав дека со вакви мерки ќе успееме да се собереме сите и да кажеме дај побрзо аплицирајте или аплицирајте сите за да имате време. Сигурен сум дека и во СДСМ нивните деца исто така дел се студенти, кои што исто така треба да аплицираат и да си го земат ваучерот кој што им следува. Но овој начин на ширење дефетизам, на ширење на негативна енергија, кој што потекнува од други помали политички партии, е контрапродуктивен кога се работи навистина за мерки кои што значат добро за сите граѓани, а не само за една или друга страна политичка опција. Мене ми се случи, извинете, само уште една реченица, со реформската агенда, ние тогаш носевме 4 закони во собрание, 4+1, 5 вкупно, кои што не наидоа на поддршка на Социјалдемократскиот сојуз. За до ден денеска да слушаме критики зашто владата не била посветена доволно на реформската агенда. Кога за тоа СДСМ имаше шанса да реагира во собрание и да рече ги поддржувам овие закони, тие не беа на седница присутни. На ниту една седница. Беше присутен еден представник од ДУИ на една комисија каде што гласаше за. Ниту еден друг представник од опозицијата не гласаше за законите за реформската агенда. А сега полна уста Европска унија. Никој не очекуваше да ве пофалат, не се такви луѓето едноставно, но сакале тие или не, пофалбата пристигна од една друга страна, токму од Европската комисија, зборувам за извештајот, вие сте предводник, буквално кажано, на процесот на усогласување со реформската агенда, ова е нотирано во извештајот на Европската комисија, мислам дека многу повеќе и значи кога ќе добиете позитивна ваква оценка од Европската комисија, отколку од СДСМ, кој што можеше да го пофали овој чекор. Сепак, како што зборувате, ова не се лаптопови, односно електронски уреди за децата од ВМРО ДПМН, ова се за сите, нели, македонски студенти, така што може да го пофалат. Но еве, добивте позитивна оценка, да не речам најпозитивна во извештајот, токму вие како министерство. Да, добри се оценките, ние сме задоволни. Да. Имав неколку забелешки во смисла на политичката порака која што се испраќа, навистина сметам дека можеше уште посилно да се пофали напредокот на државата, не само на Министерството за дигитална трансформација во оваа област, затоа што направивме навистина неколку револуционерни чекори. Често го кажувам примерот, го спомна примерот во Тирана, ЕУ за Западен Балкан за дигитализација на општините на овие бесплатни Wi-Fi зони. На тој начин ќе уште повеќе го надминеме овој јас во дигитализацијата. Обезбедивме во повеќе од 60 локации, во повеќе од 45 општини да имаме зони со бесплатен интернет.
предводници сме од цел Западен Балкан со бројот на општини кои што аплицираа, со локации кои што ги понудија. И моето беше лобирањето и на моето министерство да добиеме што повеќе зони, да покриеме на места каде што другите држави може и не беа заинтересирани. Целта ми беше и второстепена, на тој начин носиме супер брз интернет до таа локација, а ќе значи дека и приватните куќи, станови, апартмани, хотели ќе можат да се закачат по комерцијални цени на истите кабли, ќе имаме супер брз интернет до многу голем број места во општините и веќе се реализира тој проект. Вториот многу значаен проект е проектот за вештачката интелигенција за АИ антената, може да зборуваме и подетално. Тој не прави револуционери во целиот регион затоа што само ние и Србија аплициравме на тој повик на Хоризонт, со кој што обезбедивме 2,5 милиони евра поддршка од Европската унија, над 1 милион евра поддршка од македонската влада и партнерот секако Финки, со кој што заедно ќе градиме модел на вештачка интелигенција на македонски јазик, кој што е достигнување по мене историско за државата. И третиот елемент, законите за дигитализација и нивната имплементација во пракса, често го зборувам фактот дека ние имавме 80 услуги дигитализирано до моето доаѓање во министерството, со напор на целото министерство, на сите засегнати, ние денес имаме над 200 услуги кои што се дигитализирани. И тоа веќе со редизајнот на порталот веќе се забележува. И бројни други активности. Но знаете, мене во дигитализацијата мојата цел не е да се доближам на Европската унија. Мојата цел е да им се доближам на граѓаните со услуги кои што ќе значат нивно подобрување на животниот стандард. А тоа по патот не носи кон прилагодување кон правилата, вредностите на Европската унија. И јас сум свесен дека ние во некои области ќе бидеме и чекор напред од некои држави членки на Европската унија, кои што немаат некои алатки кои што ние ги нудиме. Како помала држава, нас тоа ни е малку полесно да воведеме некои нови технологии и техники кои што можеби некои посложени системи не можат да се ги дозволат. И затоа целта на дигитализацијата треба да биде да го олесни животот на граѓаните, да сузбие корупцијата и да ја зголеми ефикасноста на администрацијата. Нас тоа ни е главната цел. И се дека тоа ми е задача, јас ќе се водам од барањата на граѓаните, паралелно со тоа помагајќи или исполнувајќи агендата за Европската унија. Еве следна задача која што имаме пред нас е исполнувањето на условите за роаминг како дома. Тоа е погодност пак за македонските граѓани и за македонските компании, да кога ќе патуваат во земјите членки на Европската унија, не плаќаат повеќе од пакетот кој што го плаќаат тука на домашните телеком оператори. Тоа не е борба само за ЕУ. Да, ние ги исполнуваме задачите кои што ЕУ ни ги дава, но многу повеќе е борба да македонскиот граѓани се чувствуваат како дел од едно пошироко семејство и тоа ќе продолжиме да го правиме во периодот кој што следи. Имаме многу детална и многу амбициозна агенда која што имам поставено и се надевам дека во наредниот период ќе успееме да ја реализираме. Токму така помалку од година и половина сте на оваа позиција. Како оди спроведувањето на планот кој што си го имате зацртано подобро, можеби поспоро? Како се одвиваат работите? Па, искрен да бидам, задоволителна динамика во делот на поставување на инфраструктурата на самото министерство. Наследивме навистина една хаотична ситуација. Често зборувам дека најголем дел од системите немаа ни соодветно одржување кој што ги затекнав и многу голем број на контрадикторности внатре во системите. Ако еден систем набавувал самиот проектот, набавувал сам опрема, другиот чекал некој друг да му набави опрема, па се купувала опрема која што, да речеме, два пати една иста опрема се купувала за различни проекти без некоја потреба. Не системски пристап во работите. Тоа успеавме на време да го организираме и од тоа сум задоволен. Од динамиката на дигитализација на процеси во други институции, мислам дека можеме и повеќе. И јас овој сум го зборувал и со колегите, и со делоди од општините, свесен сум дека дигитализацијата не е топ приоритет кога ќе наследите една хаотична ситуација во министерството. Од буџетска страна, од инфраструктурна страна, од кадровски потенцијал и така натаму, некако дигитализацијата се остава како нешто убаво што може да се има, но не како прв приоритет. И затоа не притискавме премногу во првата фаза, но една дискусија која што имавме и на владините седници е дека фокусот на наредниот период ќе биде ставен многу повеќе на дигитализација на другите институции, а ние како министерство сме подготвени да го предводиме тој процес, иако имавме навистина успешен период, особено со институциите кои што беа веќе подготвени, кои што и самите истрча и кажа да, ние сме подготвени и можеме тука да реализираме и со нив имаме одлични резултати. Агенцијата за храна и ветеринарство, Министерството за енергетика, навистина подготвени Министерството за внатрешни работи, одлични резултати. Така што имаме неколку институции со кои што навистина напред течат работите и доста брзо. Фондот за здравствено осигурување
по тазе, да речеме, со кој што соработуваме поинтензивно и сега скоро ќе промовираме неколку услуги, така што динамиката е фатена, замаецот е фатен, но мислам дека темпото ќе се забрзува во 2026 година. Можете ли малку да им го објасните попластично ова на граѓаните? Бидејќи знаете, кога ќе кажете дигитализација, звучи да не речем многу дигитално, малку како баук тема за многумина. Да, во основа е нели вмрежување на сите, побрза размена на податоците, но што представува дигиталната трансформација во Македонија? Кажавте да главната цел е олеснување на животот на граѓаните, но како е тоа да се поедностави за да граѓаните подобро разберат што представува дигитална трансформација? Па еве да искористам примерот со ваучерите од студентите, како би било да процесот не беше дигитализиран. Вака би изгледал, на пример. Ние би објавиле јавен повик и би ги повикале студентите во наредните 20 дена да поднесат документи за да им биде издаден ваучер да може да си купат уред. И ова се прави, да речеме, во сите други области, во земјоделие и во останатите области. Студентот тогаш ќе требаше да отиде во матично, да извади извод од матична книга на роденик. Да отиде на факултет, да извади потврда за редовен или за вореден студент. Да отиде да фотокопира личната карта и најчесто се бараше уверение за државјанство од МВР и сите овие документи да ги собере, да испечати дома една пријава, таа пријава да ја пополни рачно, најверојатно една или две копии, да ги собере сите овие документи, да ги однесе физички некаде, да речеме во Министерство за дигитална трансформација или во влада или некаде, да ги однесе физички и замислете сега 55.000 млади луѓе да соберат вакви 10 документи, да ги однесат физички. Колку време ќе требаше на секретаријатот на владата сите овие документи да ги провери валидноста и за нив да изготви, генерира ваучер кој што требаше рачно да го потпише потоа секретарот и да им го раздели потоа по пошта, стигнало, не стигнало, задоцнило, стигнало на време, па потоа тие физички да отидат да ги валидираат, да купат уред, па тоа да се захефта со фискална сметка, со испратница и така натаму, па тоа да се врати назад во влада, па влада пак да ги валидира сите тие работи, па потоа да ги исплати средствата на економските оператори за овие ваучери. Сега, таксени марки заборавивме и тоа ќе заборавив таксените марки, одамна не сум студент. Сега, сето ова што го објаснив не постои. Студентот единствено што требаше да направи е да кликне аплицирај, пред него сама се пополнува пријавата, тој само треба да дополни да се согласувам да ги користите моите податоци и да потврдувам дека овие податоци се точни, што се автоматски повлечени веќе во системот. Дека е редовен или вореден студент, дека е државјанин на Македонија, дека е роден тогаш и тогаш, ние веќе тие податоци ги имаме како држава. Само кликнува аплицирај, 10 минути се обработува барањето и него автоматски му стигнува електронски потпишан со QR код ваучер. Тоа е дигитализација. Целта е во сите сегменти на општеството за било што граѓаните што имаат потреба да не дремат и кмичат како што е навика по шалтерите, па нели приказката со рушветот, митото, па чекањето, врските, непотизмот. Улогата на дигитализацијата е секоја услуга да ја направиме како електронскиот ваучер. Да вие прво и според мене најважно, да не собирате документи кои што државата веќе ги има. Јас често кажам, на никој дома не му е потребен извод од матична книга на родени, ниту по уверение за државјанство. Никој дома не го чуваме зашто многу ни се допаѓа. Туку сите ги вадиме овие два документа затоа што ни треба за нешто друго, да некоја друга услуга која што ја нуди или погодност која што ја нуди државата. Целта е како да ги поедноставиме процесите прво, да не ви бараме ваков вид на документи. Според мене најнебулозниот документ е фотокопија од лична карта. Зошто? На некој му треба фотокопија од лична карта. Тоа е првиот дел, да ги оптимизираме велименија, да ги поедноставиме процесите. И вториот елемент е да ги понудиме на граѓанинот да бидат достапни електронски за сите оние кои што сакаат да ги користат електронски. Јас ги почитувам граѓаните кои што не сакаат, не можат, не знаат да користат електронски услуги, затоа за нив се достапни центрите за услуги. Ги отвараме скоро во секој град, ќе бидат достапни на уште повеќе нови локации за оние кои што не сакаат или не можат. И на крајот секогаш е достапно да вие повторно се појавите на шалтер. И тоа е опција. Во дадениот со ваучерите во дадениот момент не ја овозможивме, затоа што сакаме да ги натераме малку да створиме притисок кај студентите да ги користат електронските алатки на државата, услугите на државата и понатаму и со нови проекти исто така ќе ги притискаме пополека луѓето да ги користат електронските услуги за да го намалиме товарот врз администрацијата, но во исто време за сето она што им следува на граѓаните, субвенции, пензии, социјална помош, ние нема никогаш да го тргнеме моментот на шалтерот или да не дозволиме да
еден граѓанин си поднесе некоја апликација хартија. Стартот и одвивањето на работите, но и на проектите што ги остварувате, веројатно е многу усложнет и забавен, нели, од она што го начекавте. Ја спомнавте она хаотична ситуација која што ја начекавте кога дојдовте како министер. Зборуваме за нешто што го обелоденивте пред неколку дена, 15 кривични пријави, 5 од нив веќе се во судска процедура. Зборуваме за злоупотреби. Докаде е работата, дали е зголемен бројот, остануваме на овие 15? Предходното раководство е ова на СДС. Предходни неколку раководства. Видете, кога ќе наследите министерство кое што е оставено да пропаѓа, кај мене се створи еден револт. И затоа прво ги опоменавме сите овие луѓе дека тоа што го земале од министерството треба да го вратат, затоа што тоа биле најнови мобилни телефони, најнови можни лаптопи, во време кога вработените работеле на компјутери стари по 15, 16, 17 години, и тоа зборуваме за Министерство за дигитализација или за информатичко општество, како што претходно се викаше. И кога ќе видите дека некој сакал на тоа приватно да се богати или да се покажува дека е голем успешен политичар затоа што има најнов мобилен телефон, искрено создаде револт кај мене и мојот тим и затоа поднесовме прво опомени, 2-3 пати ги опоменавме, не најдоа за сходно ни да одговорат. Оние кои што одговорија се спогодивме или ги вратија уредите или исплатија соодветна сума на средства и затоа поднесовме кривични пријави, тие се во процедура. За 2 кривични пријави ми е жал што уште не се во процедура, тие се поголеми. Станува збор за пропуштен надзор во една реконструкција на објект и за лошо менаџирање со возила. Имено се случи да определен број возила не бидат вратени на министерството, биле пратени на сервис и никогаш не биле вратени. Постари возила се согласувам, но тоа е имот на министерството кој што јас го должам сега како одговорно лице и моравме да најдеме чаре за овој проблем. Останатите се овие електронски уреди кои што никогаш не се вратени и во тек се постапките. Ние истражуваме ако се појават дополнителни прашања во делот на ревизија, на анализи, посложени, може да се појават и во наредниот период дополнителни. Иако овој закон кој што го донесува за бришење на членот 353 создава проблем, затоа што застарувањето на делото е намалено многу ниско и многу делата и да ги најдете за 2019, 18, 20, 21, тие се застарени, а голем дел од набавките се спроведувани баш во тој период, 2 годишни, 3 годишни, 4 годишни, 3 годишни претежно. И тука ни создава тоа проблем, но онаму каде што ќе најдеме ние некој недостаток ќе постапуваме, затоа што не е коректно према државата вие да третирате како паразит. Државата е здраво ткиво кое што кога го нагризувате ќе пропадне, како што гледавме дека пропаѓа. И заради тоа се овие чекори кои што ги направивме, иако можеби по вредност помали, но мислам дека по учинок ќе бидат и тоа како значи. Како предупредување за сите понатаму што треба да служат како предупредување за сегашните раководители во сите институции, за дека оваа држава не може да ја цедите. Не може да ја злоупотребувате. Ние како политичари имаме определен бенефит зашто што сме на овие места. Но тој бенефит не значи дека треба да го злоупотребуваме за приватни цели или приватни интереси. Она од комунизмот останато тоа чим е државно, па може да или се носи сечи или ничие. Така, или сечи или ничие, а во дадениот случај мое. Ако сум јас министер, министерството е мој. Не, извинете, вие сте вработен како и сите останати. Да ви следуваат определени погодности, ви следува и определено работно време кој што трае повеќе од 8 часа во денот, но за сметка на тоа имате дека јавноста ве почитува, дека ве избрала, ви ја дала вашата доверба. Довербата е светост. И вие ако не ја искористите таа доверба на правилен начин, во овој случај ја злоупотребите, треба и да одговарате. Не зборуваме дека земале еден лаптоп, имало случаи со многу повеќе. Па еве ќе ви кажам многу едноставен пример. Вработените во министерството работеа на 2010-11 отприлика машини. Во 2022-2023 биле купувани телефони кои што биле што туку излезени од фабрика, исто така и лаптопи што туку излезени. 2020-2021 и јас побарав, вратете ги затоа што 21 до 25 таман ќе ни послужат овие лаптопи. Јас дојдов во ситуација, ни еден компјутер немаше за вработените. Немаше компјутери за сите нови што дојда вработени. Немаше ниту еден мобилен телефон, поени истрошени, договори истрошени, буквално се. Немаше апетит немаше слух, немаше дискусија. Тројца, мислам дека или четворица од побараните уреди беа вратени и нормално за тие луѓе нема постапка, нема никакво кривично дело. Сметале дека не треба да ги вратат, беше побарано нив да ги вратат, ги врати. И сега кога имате такво здисано однесување,
кога вашите вработени имаат компјутерот стар 10 години, а вие сте си купиле најнов со тач скрин, со не знам што, затоа што сте дел од нечи кабинет, тоа за мене е вулгарно. Јас немам службен лаптоп, јас немам службен мобилен телефон и немам потреба. Едноставно немам потреба. Да, имам компјутер во канцеларија кој што го користам, но нема потреба да имам и службен лаптоп. Имав потреба првите 2-3 месеци, потоа уредно го вратив без никаков проблем. Сепак ова не се обзнани така во јавноста, не настапивте како оние минатите власти да правите филмски апсења, да влегувате кога се процесуирале овие случаи кои што се сепак проневери на државни добри. Јас да не беше прашањето во кај еден ваш колега, немаше да го искоментирам ова. Не се знаеше во јавноста. Да, не сметам дека е тема која што треба биде, не знам, прва ударна вест. Сметам дека за овие работи треба да течат како што е патот тековно и не се да речеме некои суми кои што во други институции како лотарија на пример би предизвикале преголем интерес, но мислам дека е важно да се кажат дека се случуваат. Ниту ќе спомнувам имиња, ниту ќе кажувам кој и зошто. Тоа се постапки кои што сме увиделе дека има токму и така се вика и кривичното дело, проневера во служба. Значи вие сте направиле нешто што не сте требале да го направите и се надам дека ова ќе значи еден знак на внимание дека не сме вака да се постапува. Ова се од оние криминалните теми, да се вратиме на, да речам, дигиталните. Велите дека Македонија гради иднината на вештачката интелигенција дома со Европа како партнер. Што значи ова? Ова е еден голем проект. Да. Кога ќе кажете, мислам дека се извулгаризира зборот историски во Македонија и за се нешто често кажуваме дека историско, без вистински да му посветиме внимание на зборот историски. Ако градите суверенитет на една држава, во минатото тоа би значило обезбедување на границата, литература, музеи, библиотеки, универзитети, телевизија, радио и тоа навистина биле историски чекори, согласувам и така треба биде. Во време на вештачка интелигенција ние мораме да изградиме македонски јазичен модел кој што целосно ќе го отсликува јазикот, цивилизацијата, културата, историјата на оваа држава и на македонскиот народ. Зошто го велам ова? Затоа што да, секој од нас, веќе злоупотребаме една платформа, може да искористи Perplexity како модел за вештачка интелигенција и да напише на македонски дај ми податоци за определено прашање. Perplexity нема да ги извлече податоците од македонскиот јазичен контекст, туку ќе извлече од ближните до нас. Што значи тоа во Балкан? Тоа значи дека ќе извлече историја од Бугарија, пошто таа најдобро можеби го нахранила моделот. Можеби ќе извлече јазични правила од Србија. Можеби тие најдобро го изградиле тој јазичен модел. И може ќе извлече податоци од некоја трета земја. Хрватска, тие се блиски до нас. И вие ќе добиете одговор кој што не соодветствува на вистината во Македонија. Затоа овој проект прво гради македонски јазичен модел базиран на македонските историски факти, на литературата која што имаме произведено и на сите можни податоци до кои што ќе успееме да стасаме како проект. Затоа Финки го води овој проект, еден од нашите најдобри факултети за информатика во државата. Ние сме партнери и заедно планираме да ги поканиме сите научни институти во државата кои што се занимаваат со ова прашање, историја, литература, јазик, секако МАНУ, кои што треба да ни помогнат да го обогатиме со податоци прво јазичниот датасет, така и се рекол, сет на податоци. Потоа ќе направиме една државна кампања во која што ќе поканиме сите граѓани, интелектуалци, научници, писатели, да ни помогнат со тоа што ќе закачат свој продукт, свој напишан труд, есеј, книга или било што, во електронски формат. Кога тоа ќе го закачат, ние сето тоа ќе го обработуваме и ќе го изградиме македонскиот јазичен модел. Ова очекувам да се случи втората половина на 26-та година, а потоа тој јазичен модел со целата таа инфраструктура која што ние ќе ја купиме до тогаш, и тоа ни го возможува Европската унија, ќе се поврземе со антена до големите фабрики за вештачка интелигенција, првенствено кај нас ќе биде Фарос во Грција, значи податоците ќе ги чуваме тука во Македонија, но компјутерската моќ на овие фабрики ќе искористиме за овој јазичен модел да почне да произведува резултати. Потоа тој ќе го користиме насекаде. Дали е јавна администрација, здравство, земјоделие, енергетика, бизнис секторот кој проект ќе го замисли кој што ќе му треба јазичен модел или пак други погодности на супер пресметување или супер компјутер, ние ќе го дадеме како можност на приватниот сектор. Тоа е идејата на проектот, да создаде модел, а потоа истиот да го реплицира на секаде каде што за тоа ќе има потреба. Интересно е да се спомне, добра идеја на професорите од Финки, е тоа јазичен модел да биде отворен.
Што значи дека дури и Perplexity, ChatGPT, било кои други, ќе може да го користат и тие како податок, како јазичен модел кој што влече од Македонија. Ова ќе биде една од револуциите за кои што се боревме. Јас често го добивам прашањето зошто не направите, Албанија имала, сега стана министер за вештачка интелигенција или како се вика. Претходно беше помошник со вештачка интелигенција или така наречен чатбот. Тоа е нешто што многу лесно се прави. Кај нас го прават на пракса, имавме студенти кои што во соработка со Телеком го одработеа за еден наш портал. Но јас не сакав да се доведам во ситуација да имаме чатбот кој што одговара погрешно на прашањата на граѓаните. Одговара со несоодветен јазик. Тоа не смееме да си го дозволиме. Мора да изградиме нешто системски. Ова е системскиот пристап, поздравен од претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, а јас лично би сакал да му се заблагодарам на премиерот затоа што со разговор кој што траеше буквално 30 секунди, го разбра концептот, ја разбра поентата, веднаш се согласи и го промовира на секаде овој проект и за мене како министер и како министерство е многу значајна токму таа поддршка што можеме на ваков начин да обезбедиме вакви историски работи за државата. Ова е влог и за идните генерации. Зборуваме за македонскиот јазик. Јас сум професор по македонски, знам колку се почитува, односно не се почитува и сето тоа е влог буквално кажано за идните генерации. Јас сакам така да го разберам. Сакам да го разберам и како еден вид на електронска архива. На електронска архива на македонското културно богатство. На овој начин да помогнеме да тоа се публикува, да тоа стане достапно, да тоа стане популарно и за идните генерации и мислам дека ова е начинот. Затоа што еден податок кој што професорите го обезбедија дека над 70% од оваа следната генерација која што доаѓа, податоците веќе не ги влече дури ни од Google, ниту од пребарувач, туку ги влече од овие модели на вештачка интелигенција. Ако ние ги привлечеме кон тоа, но тие да добијат квалитетни податоци од тука, тогаш сме ја завршиле работата. Ако тие напишат, кажи ми повеќе за Везилка, а Везилка зборува за некој проект во Африка, а не зборува дека тоа е песна на Блаже Коневски, па не ја анализира соодветно, тогаш сме ја сгрешиле работата. Така што се надам дека ќе успееме да вложиме во иднината со ова. Колку помош во целата оваа работа ќе има онаа најава токму и од Европската комисија дека во Македонија ќе се градат 2 центри. Па ова е старт. Ова покажува колку сме ние подготвени за овој процес и тука имаме доста помош од Европската унија во пронаоѓање на приватни партнери кои што би сакале да изградат центри за вештачка интелигенција тука. Тоа се големи фабрики полни со сервери кои што се поврзуваат на мрежа и нудат услуги за светот. Во инвестиција се големи, нема инвестиција под 100 милиони евра, немаме уште конкретни за да можам да се пофалам дека таа конкретна компанија ќе инвестира, но имам сериозни најави, десетици состаноци изминатиот период и се надевам дека во наредниот период ќе успееме да ги привлечеме. Зошто сме интересни? Прво заради IT талентот. Ние произведуваме околу 1000 дипломци по IT годишно, електроинженери, компјутерски техничари, IT, DLC и сайбер безбедност, така што одлично сме покриени. Вториот елемент е што имаме добра покриеност со оптика во државата, уште ќе вложуваме во тоа и стабилна енергетска предвидливост. Тоа ги интересира и обновливи извори на енергија и така натаму. Така што и во наредниот период очекувам интересот да расте. Блиску сме до ЕУ, но ги немаме сите правила од Европската унија, немаме толку ригидно законодавство. Сите овие аспекти помагаат да бидеме многу интересни како држава и во наредниот период очекувам тоа да се случува. Што се тоа значи за проблемот наречен задржување на младите, сите овие работи кои што се дефинитивно за младите, постарите генерации многу и да не се важеме, не ги разбираат, но токму онаа таргет група која што е главната таргет група, онаа која што минатите години, особено во време на владењето на СДСМ, рушеше рекорди во однос на иселувањето, што значи сето ова за нив? Па еве, за проектот за нашиот проект за вештачка интелигенција, сметајте дека 50 луѓе ќе ни треба да воспоставиме инфраструктурата и да започнеме со работа. За дата центрите бројките се 250, 300, 350 во периодот на изградбата на воспоставувањето. Потоа бројката паѓа до околу 100 луѓе кои што инженери, високо квалификувани инженери за AI, за вештачка интелигенција, за сайбер безбедност, за одржување на мрежни техничари кои што се мора да бидат присутни на лице место, не може да работат оддалеку, кои што ќе треба да ги одржуваат овие фабрики.
Така што со текот на времето ние работиме на проекти кои што ќе ги задржат најквалификуваните тука во државата. Сакам да верувам дека ќе успееме да привлечеме инвестиција од нашите, од диаспората, токму во оваа област, која што значи прогрес, која што значи напредок, а зошто да не и дел од нив и да се вратат во Македонија. На вистина нудиме стабилност која што со големата инфлација, со стагнацијата на државите од светот, со скапиот живот кој што е многу поскап во државите од западниот свет, ги привлекува луѓето да се вратат дома, каде што се сигурни дека им е стабилно, дека е мирно, дека како што треба, и се надам дека со тек на време ќе успееме да привлекуваме и нашинци да се враќаат полека. Зборуваме за најлесно поводливата и најлесно преселливата таргет група за IT секторот кој што имаат отворени врати на секаде во светот, да ги задржиме нив дома, бидејќи најбарани се во моментот. Јас затоа испомнав, толку добро е производството на кадар, што нашите факултети кои што се во IT сферата може да се мерат со добрите или најдобрите факултети од Европа. Тоа, баш во разговор со еден професор денеска, тоа не се брои само по индекси и по бројки. Тоа се брои по колку вашите луѓе се побарувани во Европа. Јас не познавам електроинженер кој што ќе излезе денеска од електрофакултетот, од Финки, од Штип, од Битола, од Тетово, кој што ќе отиде во Германија и нема да биде вработен. Јас ви гарантирам дека во часови ќе добие понуди од Германија. И заради тоа ова се кадри кои што се навистина, убаво кажавте, лесно се селат. И ним не им е потребна само висока плата, туку потребни се добри услови за живење генерално. Сега тоа е наша задача, како да обезбедиме добри услови за живење по генерално и да вратиме надежта дека за 5-10 години тука ќе се живее подобро. Затоа што кога ќе се преселите во странство, јас сум живеел 2 години, не е баш дека почнуваат од истата точка кај што почнуваат и дома. Дома сепак имате некоја база, која што вашите родители, вашите предци ја створиле и ви оставиле нешто да имате некоја основа. Таму сте сам. Таму почнувате од нула. Таму нашите луѓе често почнуваат со професии кои што не им се соодветни на тоа што го знаат, го имаат како вештина или го завршиле како образование. А сега во моментов па и не е толку сјајно. Сега наша задача е како влада да обезбедиме услови да тука перспективата биде подобра. Да, во моментов е тешко, се мачиме, но работиме на тоа да биде подобра. И се надам дека тука ќе успееме. Тоа ќе биде клучот кој што ќе дефинира дали нашите луѓе ќе решат да останат тука, да дадат шанса на владата, на себе, на нас како општество, сите нас како општество, дека ќе биде подобро или пак ќе се разочараат од нас. Лично познавам еден IT експерт, да не речам пријател, кој што се врати од Лондон, неверојатна плата, сите тие работи со семејството не можеа да издржат таму заради третманот кој што не може да го имаат како дома. Работите, буквално кажано, на условите за да ги задржите. Рековте, не е само парите, туку треба да може да го искористи тоа знаење, а вие ќе му го обезбедите преку тоа што ќе му го дадете како логистика, но и и тоа и бројот на проекти во IT секторот со растот на вештачката интелигенција, бројот на проекти стагнира или се намалува и сега бараат веќе експерти во вештачка интелигенција, луѓето кои што се со влезни професии, да речеме, немаат искуство во овие области, потешко наоѓаат нови проекти. И многу е полесно вашата база, вашиот хаб да биде Скопје, отколку да биде Лондон. Животот во Скопје и со пониска плата е многу поедноставен, или во другите градови низ Македонија. И се надевам дека компаративно ќе успееме со таа стабилност и со желбата за напредок, со мотивацијата и со довербата, полека да ги стабилизираме работите, да немаме толкаво иселување. А зошто да не да некои успешни наши не се вратат да инвестираат тука, да отворат своја компанија, тука да вработат млади луѓе, па полека и да се преселат некои од нив. Знам дека звучи амбициозно, извинете што. Знам дека звучи амбициозно, дури некогаш звучи и неверојатно, но кога можела Полска да врати огромен процент од своите иселени, само со ваков вид на политика, со голем раст, со многу инвестиции, не ги вратиле за 1 година, за 2 години, туку за 6, 7, 8 години работа, мислам дека треба да се потрудиме и ние, затоа сме на позициите на кои што сме. Колку улога во сето она што се случуваше во минатото и се надеваме дека ќе прекине, имаше токму односот на вашите претходници кои што беа не мрдаа со прст на оваа тема, освен што нацртаа еден куп патики пред да дојдат на власт, во меѓувреме стагнираа на ова поле, не направија ништо за да ги задржат луѓето, а не па за дигиталната трансформација, да не зборуваме. Колку тие имаат вина во целата таа приказка? Па еве во зградата, јас сега кај што се наоѓа министерството, кај што работи нови работи, фудбалчиња се игра во таа зграда. И тоа беше дрскоста која што ја покажуваше таа влада кон своите луѓе. Дигитализацијата не беше ни тема ни во министерството кое што се нарекуваше за информатичко општество можам да кажам од политичката криза од 2015-16 година наобу.
тоа што се сработало до тогаш, што се испланирало, што се извизионирало, уште малку имало реализација после тие избори и тука 2018-19 буквално се завршува. И потоа 6 министри се променеа во тоа министерство и никој од нив немаше мандат, дури некој да сака, нема мандат од таа влада, немаш интерес да нешто се реализира. И кога таков е односот на една влада кон своите луѓе кои што треба да го управува тој систем, нормално да имате резултат кој што вели овде не може да биде подобро. После корупцијски скандали од тоа ниво, после забошотување на случаи, јас кога ќе споредам, дури е неверојатно начинот на кој што оваа влада се справува со кривичните предмети против луѓето кои што сама ги номинирала, 2, 3, 4 се до сега, и начинот на кој што се прикриваше дека некоја полицајка сама се удри во пајак, па потоа девојката сама и го изјави тоа, не ме удрија, туку јас се удрив во пајакот, зошто за да добие, за го задржи работното место или за да добие некој напредување, и време во кое што сега велиме да фатен е директор на геријатриски завод со определена сума на средства, веднаш е разрешен и веднаш е поведена постапка и никој од владата не се дрзнува никого да брани. Мислам, тоа се како да кажам два различни света. Се сеќавате пред многу години вие и јас во Алфа во вестите го отворивме случајот на Лидија Димова. Вие го отворивте. Требаше 3-40 пресконференции да направите како опозиција, за да тој глас не е како допре до тогашниот јавен обвинител, па да отворат некаков си случај, зборувавме за 450 милиарди евра. На крај толку завршија, да. Так, на крај толку завршија. Требаше да се дуби на трепавици, што вика народот, да се прават 30 десетици пресконференции. Тоа беше јавна тајна што се случувало. Да, интересно, јас добив опомена пред тужба за гонење за клевета и навреда. Изборите 2020 беше тоа, а случајот почна претходно 2019. Јас го отварав прво кај вас во вестите, па потоа на дебатни емисии, навистина не се криев од тоа, но требаше да поминат 6 години, сега оваа година беше пресудата, значи не се охрабрени судот да реагира на време, не се охрабрени обвинителство да изреагира на време, изреагира во моментот кога ОЛАФ отпочна постапка во Европската Унија за овие средства. И тогаш беше анализата да не е за овие средства, туку е за некои други кои што биле делени до 2018 година. Излезе дека воопшто не е вистина, дека постапката била токму за овие средства. Тогаш судот се охрабри, го зема предметот во работа и пресудата дојде сега и тука луѓе останаа и болни и без своите работни места, со стресови, со притисоци, сите тие кои што требаше да го трпат овој притисок сите изминати години. Настрана казната, висината на казната. А сето тоа беше скриено под плаштот дека ништо не знаеме, никого не познаваме, дури и кон жената се однесува на интересен начин, ја променија со промена на владата, ми се чини 2021 година беше тоа или 2020, не спомна ништо дека е виновна, ни дека се откажуваат, ни дека треба органите слободно да работат. Сите тие изјави сега ги слушаат од оваа влада. Затоа што за една фотографија што имаше еден заменик директор на едно јавно предпријатие, следната недела беше разрешен. Кога тоа се испостави дека е вистинска фотографија, или требаше некој време да се види дали е некој местенка или нешто, и никој не зборува дека владата сега ќе го брани, дека ќе карикира малку дека мечката дошла да се фотографира со човеков. Никој тоа не го кажа. А не имавме дека пајакот ја удрил полицајкава тука Мавровка на самиот булевар. Тоа е разликата во пристапот на оваа влада и така и ќе продолжи во наредниот период. Никој не зборуваше за реформи во владата на Заев во 2018 година. Сите велеа колку е способна владата, па изгубија таму 200 кусур илјади гласа на следните избори од 2017 во 2020. Ние зборуваме за реформи во владата, реформи во ВМРО-ДПМН на една година од мандатот на оваа влада, кога рековме дека наследивме руина од систем за кој што ќе ни треба време да го стабилизираме. Процесот на стабилизација заврши, тргнати сме, се гледаат нови проекти, овие работи се нови, не постоеле до сега, се размислуваат за револуционерни прашања и во исто време велиме точно е, ги слушаме критиките, нека да имаме недостаток на темпо, на динамика, некои се може уморни, некои не сфатиле дека тешка ќе биде работава, дека навистина напорно и сме спремни да го сослушаме таа критика од граѓаните.
И мислам дека тоа е квалитативна разлика која што нема дилема дека се случува. Народот би рекол светлосни години. Имаме уште многу теми за отворање, ќе зборуваме и за следната фаза во јакнењето на националната сајбер безбедност и градењето на тој национален владин центар за одговор на сајбер инциденти, за Инова ќе зборуваме. Уште теми се пред нас, со нас е министерот Андоновски, се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во За или против. Мој гостин е министерот Стефан Андоновски. Она што го зборувавме во првиот дел, што го начнавме како тема и како најава што го дадовме, министре, е дека вие токму најавте една следна фаза во јакнење на националната сајбер безбедност и изградба на еден владин центар за одговор на сајбер инциденти. Што ова во превод ќе значи за Македонија, за македонската сајбер безбедност? Колку е реално суштинско ова прашање и колку е загрижувачка состојбата која што е во моментов и може да се направи тоа што не треба да се направи? Да, загрижувачка е состојбата, да бидам искрен. Ние во првата година прво моравме да дадеме законска база на ова, затоа што развојот не може да поттекнува од желба на некој да се докажува дека може да бидат работите подобри. Повторно беше хаос и нова поле? Овде е најстрашна ситуацијата, да не звучам по лошо од ова, затоа што ние немавме 5 години стратегија за сајбер безбедност во државата. Таа прва ја донесовме, прво тоа ни беше задача, тоа беше декември 2024 година. Веднаш по стратегијата го изработевме законот за сајбер безбедност. За прв пат во историјата Македонија прв пат доби закон за сајбер безбедност. ЕУ прв пат има донесена регулатива 2013 година. Само 12 години доцнавме. Доцнавме позади сите држави од регионот, да не зборувам за поширокиот дел од Европската унија. И донесовме таков закон што не постави на пиедестал како една од првите десетина држави па и во Европа која што ги исполнува условите на НИС-2 директивата. Најновите можни стандарди од 2024 година ги поставивме во законот. Немав ни во моментов немам двојба дека ние во моментов можеме да ги исполниме тие стандарди. Факт е дека не можеме. Ниту ние како држава, ниту приватниот сектор кај нас. Но овој закон ни дава таргети, што мораме да исполниме во наредните 2 до 3 години. Амбициозно е, ќе биде тешко, предизвикувачко, но ова е тоа што е наша задача. Практично, ако гледате, законот ни е нас акционен план. Го имаме акционен план во стратегијата, што конкретно мора да направиме. Прва задача ни беа подзаконските акти, втора задача ни е центарот, владиниот центар за одговор на сајбер инциденти, ни доаѓа како обврски од реформската агенда наредната година. Но нас што ни е задачата? Направивме план како да го изработиме и сега влегуваме во фаза на реализација. Што значи тоа? Тоа е едно место, еден центар кој што ќе следи каков е сообраќајот кој што се случува во владините институции. Ситуацијата во моментот е следна. Ако имате Министерство X, кое што несоодветно се грижи за својата електронска дигитална инфраструктура и му се случи некој напад, и тоа Министерство е подложно на тој напад, не може да одговори, паѓаат системи и така натаму, можно е никој никогаш да не дознае што е проблемот. Ниту да знае како да го надмине, реши, како да се справи со него. Ако тоа Министерство или тој министер не каже, не дојави дека нешто се случило. Овој центар ќе мониторира што се случува во сите министерства и органи на државната управа, агенции и други бироа и институции. На тој начин ќе може прво рано да алармира дека некој има проблем некаков кој што се случува и второ во случај евентуален на напад, а јас сум кажал десетици пати дека напади ќе има, сигурно ќе има и понатаму, ќе може навремено да реагираме, да заштитиме, да затвориме, да исклучиме, да подобриме некоја ситуација, да помогнеме со дополнителни ресурси. За ова да го направиме, ние мора да го изградиме владиниот центар за одговор на инциденти. И тој ќе биде сместен во министерството како во секторот за сајбер безбедност, затоа што не сметавме дека треба да инвестираме во нова институција, администрација, бирократија, туку прво да го поставиме, да го изградиме, да биде тој доволно силен, а потоа јас немам против да тој биде издвоен и како негова сопствена институција. Но сега за сега во наредниот период очекувам до крајот на мандатот да биде тука сместен и да го изградиме, освен физичка инфраструктура, опрема, технологија и така натаму, тука и софтвер, но тука се и тренинзи и обуки за нашите вработени кои што ќе бидат дел, односно градење на капацитетите на тие вработени кои што се дел. Навистина многу ни помагаат нашите меѓународни партнери во овој дел. Тука е американската амбасада која што е сериозен партнер од првиот ден. Независно од промените во администрацијата, за секогаш стојат позади нас. Тука Европската унија преку еден проект на Естонската академија за евладење
помагаат исто така во инфраструктура и правиме еден целосен пакет и вложувања секако од нашиот буџет, еден целосен пакет кој што ќе значи опрема, софтвер или систем и вработени кои што ќе знаат да го мониторираат тој систем. Јас ги брзам вработените да успееме да стасаме до пролет, тие велат до есен следната година, но мислам дека ќе победам на крај и ќе успееме негде на пролет да го отвориме овој центар, кој што навистина ќе биде нешто кој што треба. Го градиме полека, чекор по чекор, не градиме нешто премногу скапо кој што нема можеме да го одржуваме, туку ќе го градиме едно по едно, па како ќе се зголемуваат нашите капацитети, така ќе ги зголемуваат капацитетите на центарот. Повторно ќе повторам, сибер закани и напади ќе има и во иднина, имаше и во минатото, има и додека сум јас на оваа позиција, не значи тоа дека имаме Министерство за дигитална трансформација, дека се ќе биде совршено од следниот ден, дека нема да има напади. Сајбер нападите веќе не се грешка, туку се повторување кои што некои држави, некои entiteti го користат и како оружје. Така што очекувам да се случуваат и во наредниот период, но ова е начинот како да превенираме или се заштитиме кога тоа ќе ни се случи. Го начнавте и проектот Инова, тоа е национален механизам за иновации и предприемништво кој што обединува 3 министерства. Да, тоа е практично надминување на проблемите кои што се случува со фондот за иновации. Так. И се надевам дека ќе бидат многу внимателни во новата агенција за иновации, научно-технолошки развој и предприемништво, да не ги повторат грешките од минатото, а ние заедно со Министерството за образование и наука и Министерството за економија и труд, како министерства кои што се во надзорниот дел на работата на оваа агенција, ќе бидеме многу внимателни да гледаме што се случува во новата агенција, нема да дозволиме повторување на грешките од минатото и особено па не на криминалот од минатото. Така што оваа агенција има една многу интересна, благородна задача да го помага приватниот сектор и да му помага во растот и развојот, особено на малите и средни предпријатија. Ние ќе се грижиме особено за аспектот на дигитална трансформација и технолошки развој. Ние веќе го почнавме проектот со Европскиот дигитален иновацијски хаб. Се надевам дека ќе ни успее и други дигитални хабови од Македонија да го добијат тој бренд европски. Тоа значи дека Европската комисија ве верификувала дека сте нејзин партнер. И тогаш ќе имаме 2 механизми на поддршка на приватниот сектор во дигитализацијата. Едниот ќе биде Инова, кој што ќе помага нови, мали, средни предпријатија, микро, да се развиваат, да стануваат стартапи или да се развиваат со иновации во производство, а додека дигиталните иновацијски хабови ќе им помагаат во дигитална трансформација на сите предпријатија кои што постојат. Еве едноставен пример, ги повикувам компаниите да го користат нивниот каталог на услуги на EDIH, Innovate EDIH се вика дигиталниот иновацијски хаб. Тоа е партнерство на Сојузот на стопански комори, на Електро факултетот и на дел од другите факултети како Битола и Штип, кои што помагаат во процесот. Една компанија, да речеме, која што продава сладолед. Не се свесни или не знаат како треба да се дигитализираат, што треба да направат. Се обраќаат на дигиталниот иновацијски хаб, тој им кажува, им го црта целиот план што треба да се направи и каде тие можат да се подобрат. Со искористување на овие алатки, тие потоа можат да најдат и финансирање кој што ќе им го помогне дигиталниот иновацијски хаб да аплицираат на проекти и тоа да го реализираат. Дали треба го подобрат менаџментот на вработените, маркетинг преку дигитални канали, начинот на продажба, користењето материјалните средства како да ги планираат, сите аспекти може да им ги помогне дигиталниот иновацијски хаб. Кај Инова задачата ќе биде преку еден проект кој што стои од претходната ИПА, тоа ќе биде да даде поддршка на компании за зелена и дигитална транзиција. Сите продукти кои што ќе се однесуваат на тој аспект ќе бидат прифатливи и еве ги поканувам да ја следат работата на Инова граѓаните и компаниите во 2026 ќе се отвори тој повик па да аплицира да имаме што повеќе успешни проекти. По една долга пауза, една дупка од 8 години вакуум, Македонија доби и национална ИКТ стратегија, односно Smart МК 2030, чинам се вика. Да, тоа Smart МК доаѓа од најавата на премиерот за изборите во програмата за избори. Smart Македонија ја нарече државата тој тогаш и тоа беше амбицијата на формирањето на ова министерство. Јас не сум голем поборник на стратегија, вака да бидам искрен и со вас и со граѓаните, затоа што често завршувале на хартија, само на хартија, не и во реализација, и затоа побарав да тоа биде стратегија која што може да се примени. И ако забележите, ако ја читате внимателно, дел од тие работи ние веќе ги работиме, веќе сме ги почнали да ги применуваме, а нам ни требаше повеќе време да ја подготвиме затоа што 8 години немате никаков документ. А сите наши партнери бараа од нас
за да ве поддржиме, мора да ни кажете што ви е планот наредниве 3, 4, 5, 6 години. Затоа е донесена националната стратегија за ИКТ и таму се во 4 постулати нацртани работите кои што сакаме да ги правиме наредниве 4 години до 2030 година. Зошто? Затоа што треба да кажеме и на јавноста, и на партнерите, на донаторите, и на владата што се плановите на министерството и на сите сродни министерства кои што работат нешто во оваа област. Долги консултации, голем број на консултации, повеќе од 100 луѓе беа вклучени во изработката на стратегијата. Таа на крајот има 4 столба. Прво е инфраструктурата или поврзувањето, второ ни се дигиталните услуги на кои што работиме многу активно периодов, третиот аспект ни е поддршка на приватниот сектор, и четвртиот аспект по мене многу значаен е вештачката интелигенција, новите технологии, интернет на нештата. Навистина сите овие аспекти, многу заборев да спомнам и дигиталните вештини, тука се во третиот столб многу важни. Сите овие столбови градат тоа што е Смарт МК, што треба да биде Смарт Македонија наредните години. И мислам дека допрва ќе ги видиме резултатите од стратегијата. Закажавме да настан во декември месец кој што ќе се однесува на промоција на сите овие аспекти, затоа што е важно и сакам да и граѓаните, и компаниите, и приватниот сектор, и високообразовните институции бидат вклучени во процесов за да ни помогнат, да си помогнеме сите заедно да направиме Смарт МК реалност. Благодарам што бевте мој гост. Благодарам многу на поканата и на можноста да ги продискутираме овие интересни теми пред граѓаните. Уште еднаш ви благодарам и беше чест. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.